Педиатри, гинеколози, хирурзи, кардиолози, радиолози, интернисти и нефролози, болниците и клиниките со нов бран вработување на доктори. Во текст се огласи во речиси секоја јавна здравствена установа ширум државата. Според планираното, овој месец ќе бидат вработени 300 млади доктори и специјалисти. Најбарани се кардиолози и гинеколози. Само во скопските јавни здравствени установи ќе бидат примени околу 30 специјализанти гинеколози. Според здравствените синдикалци, вработувањата на докторите ќе го намали одливот на здравствен кадар од Македонија во странство. Во претходните години беше еден имидж да бидеме расадник на западноевропските земји, на наш медицински кадар, на средномедицински кадар, но сега доаѓа времето да овие луѓе, млади луѓе, се задржат во Република Македонија, каде што учеле и каде што треба да се посветат на граѓаните на Република Македонија. Значи, целта е се со цел овие луѓе да останат тука, да ни помогнат, бидејќи ако продолжевме со темпото кој што беше до лани, ние за неколку години ќе останевме без здравствен медицински кадар. Не само доктори се очекуваат вработување и на средномедицински кадар низ болниците. Синдикалците велат дека тие ќе бидат вработени преку трансформација на работен однос. Медицинари што работеле со години, договор на дело, ќе добијат договор за работа на неопределено. Се прават новите систематизации во јавните здравствени установи и со оформувањето нови систематизации ќе дојде до секоја јавна здравствена установа до вработување, до систематски решавање на проблемот на овие вработени кои што толку временски период се под договор на дело. И нашата цел е да поголем број од овие вработени дојдат до нивно запослување, бидејќи овие луѓе кои се знаат работата, професионалци се. Ветувањата на министерот Таравари беа дека 300 специјализанти ќе бидат вработени на почетокот на април, а останатите 300 по локалните избори. Специјализантите веруваат дека ова ветување ќе биде реализирано. Според здравствените власти, причина за одолговлекување на процесот е неостварените систематизации во јавните здравствени установи.